Со скромната најава лани пролета, Toyota соопшти дека за прв пат во Европа ќе го понуди Highlander. За број поголем од RAV4 овој модел со 7 седишта веќе 2 децении е познат глобално, најдобро во Соединетите Американски држави. Секоја негова генерација стартуваше оттаму, па така и сегашната четврта која е базирана на платформата на Camry. Долг е 5 метри, широк скоро 2 и има издашно меѓуоскино растојание од 2,85 метри. За разлика од остатокот од светот, во Европа ќе доаѓа само со еден агрегат, познатиот хибриден погонски склоп кој комбинира 2,5 литарски бензинец и 2 електромотора. Тие му обезбедуваат погон на сите 4 тркала, до кои преку безстепен CVT менувач пристигнуваат 248 конски сили. Со оглед на големината на возилото, емисијата на јаглерод диоксид од 149 грама на километар и просечната потрошувачка од 6,6 литри представуваат повеќе од одличен резултат. Не се за подценување ниту перформансите кои велат дека Highlander забрзува до 100 км на час за 8,3 секунди и постигнува максимални 180 км на час. Исклучително пространата кабина е исполнета со доста опрема која граничи со луксус, иако со современи технологии без кои денес ништо не може да се продаде. Тоа треба да му помогне полесно да ги убеди купувачите во предностите што ги има, меѓу кои нема да биде цената која се искачува до скоро 60.000 евра. Во Соединетите Американски држави лани се продадоа 212.000 примероци од Highlander.